Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Хемороидите се мощна чест проблем и кај мажите, и кај жените. Половина од популацијата над 50 години страда од хемороиди. Тие може да бидат болни и многу непријатни, особено ако се појавуваат постојано. Дали хемороидите се слични на проширените вени на нозете? Како се дијагностицираат и третираат? Ке ни појасни доцент доктор Гордана Божиновска-Бејака, специјалист по општа хирургија во градската општа болница 8 септември. Ке погледнеме блок реклами, а веднаш потоа започва разговорот во студиото на Телма. Се гледаме. Со доцент доктор Гордана Божиновска-Бејака, специјалист по општа хирургија во градската општа болница 8 септември, денеска зборуваме за еден исклучително чест проблем – хемороидите. Докторке, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов. Речи си, сите познаваме некој што има проблем со хемороиди, па појаснете што се тоа, дали на вистина наликуваат на проширените вени на нозете? Хемороидите се многу често болување во нашата популација и секаде во светот. Претежно после 30-35 година кај мажите, а кај и помлади ги има, меѓутоа најголема инциденција во тој распон на години и а кај жените малце и помлади ради бременности, раѓање на деца и тоа е еден од ризик факторите условно речено за добивање на хемороиди. Се непријатни затоа што има пациентот чувствува чешање во аналната регија, чувствува болка, има крварење, некогаш посилно, некогаш по-мале, по капки само ќе каже дека има, некогаш ќе каже многу крварам. Значи, сите тие моменти се моменти кога пациентот не се чувствува добро, не се чувствува слободно, не се чувствува пријатно. Квалитетот на животот ако е измеша нарушен. храна, исто така има проблеми, така да треба да се третира. Треба да се третира, но дали секогаш проблемот е видлив? Се гледаат ли секогаш хемороидите? Па во принцип, хемороидалната болест, како болест, пошто тоа така е опишано во литературата, се има 4 степени. Првиот степен е кога имаме хемороиди кои што сами си се враќаат после дефекација, например, кој ќе се напне. Излагаат, меѓутоа сами спонтано се влегуваат во аналниот канал Значи, и може да тоа е излезат од невидливо. аналниот? Да, ќе излезат и после сами си се враќаат. Вториот е кога не излегуваат и кога не може да се вратат. Мислам, излегуваат, али не може сами да се вратат, него треба пациентот мануелно да ги врати назад во аналниот канал. Третиот е кога четвртиот уствари излегуваат и не може да се вратат, него остануваат така. И тоа е сега поврзано со на вешот останува трага, крвава трага, слузницата се денудира, па има болка, може да тромбозира хемороидален јазол, па е тоа стравична болка која што пациентот го носи веднаш на хитна помош. Мислам, го тера да дојде. И тоа се така. Во анамнезата стои дека Докторке, тоа се внатрешни, всушност хемороиди, постојат така? внатрешни и надворешни. За ова што зборувавте, кои што излегуваат низ аналниот отвор, предпоставам дека се внатре, во Зависи од големината, крајниот значи делот. има хемороиди кои што се минимални, кои што се меки, ние викаме сочни, меки, така да не е проблем да се врати назад самото ако не е големо. Меѓутоа има хемороиди кои што си од маслинка поголеми и тоа е више проблем да се врати назад, тоа е полно со крв, тоа е болно. Така да, во зависност од тоа на кој ниво во аналниот канал имаме надворешни и внатрешни хемороиди. Така имаме тука фотографии кои што можеме да ги погледнеме, кои што илустрираат каде се може да се појават хемороидите. Значи има и надворешни, Кај надворешните. ги имаме овде? Ќе ги погледнеме тука на Добро. видеозидот. Ете, тој горе е внатрешен, а тоа доле е надворешен. Значи тие што се наоѓаат долу, околу аналниот отвор, всушност Да, тоа на самиот се венец. надворешните. Така Еве е. имаме фотографии каде се тие можат да бидат присутни. Значи ова е всушност задното црево, ректумот. Да. Така, во Ова е ректумот. на излегувањето на анусот. Ова е хемороид кој што излезе. И овие линиите се пресецени се за инцизија, ако треба да се направи, ако е тромбозира.
Така, значи имаме уште низа фотографии кои што го илустрираат сето ова. Споминавте дека пациентот понекогаш чувствува јадеж, понекогаш чувствува болка. Од што зависи дали ќе бидат болни хемороидите или не? Од клиничката слика. Каква е клиничката слика на пациентот? Значи, обично таа болест бара многу добра и многу секојдневно, значи не после секој одење во тоалет да се има миење, па бришење, тоа не со да се трља, него само да се тапка. Потребно е да се има една диета која што вика не кафе, не црно вино, не зачината храна, не љуто. Значи, тоа не значи дека им е забранета таа храна, меѓутоа имаат проблеми ако тоа го примат. И подобро е да се избегнува тој тип на храна. Хемороидите исто така се во денешното општество од примање на јадење на брза храна, живот кој што е повеќе седечки без физичка активност, многу се почести него што биле порано. Кај младите жени во време на бременост, ради тоа што посебно во последниот триместар, кога детето е големо и кога има тежина да притиска на вените кои што се во малата карлица, го успорува повратот на крв од нозете и од карличните вени нагоре, така да има застој на вените, кој што рековте кога воведот дека е слично со варикозните вени. Така. Исте принципот на добивање на варикозни вени во бременоста. Значи, истата е причината за да се добие дали вени проширени или хемороиди. Ние издвоивме неколку од најчестите причини. Така, еве ги трудниците ни се на листата, можеме да го погледнеме тој телоп, вели причини за појава на хемороидите се претераното напрегање при празнење на цревата, хроничен запек или диареја, долготрајно седење, возраст над 50 години, семена историја на хемороиди, бременност и прекумерна тежина. Еве, докторка, ќе почнеме од најдолното, од бременност и прекумерна тежина. Влијат ли хормоните или само тежината е во прашање? Прогестеронот кој што го има во поголема количина во бременоста и делува на зидот на крвните садови, ги прави помеки, по вулнерабилни и во исто време го успорува и работењето на цревата. Со тоа да жената кога ќе оди во веце, она напнува повеќе и со тоа доаѓа до излагање на хемороидите, да не користам, се трудам да не користам латински изрази, ама значи хемороидалните чворови излагаат и потешко се враќаат. Тоа со завршувањето со пороđајот, значи бременоста и самиот пород, доколку е спонтан, е причина за појава на хемороиди, меѓутоа после тоа најчесто, пошто се работи за млади особи, здрави особи, тоа до некаде се повлекува, можеби не 100%, ама до некаде се повлекува. Има жени кои што се жалат дека им се повторува понатаму во животот, дека првпат добиле хемороиди за време на бременоста и од тогаш се мачат токму со тој проблем. Претпоставам дека прекумерната тежина влијае на сличен начин. Истото како кај бременост, тоа се притиска, тежината за ништо не е добра, па ни за прекумерна тежина апсолутно за ништо не е добро. Па ни за операција, ни за хемороиди, за ништо. Пожелно би било да се намали килошите. Значи, тоа е првиот совет што го давате кај пациентите, доколку имат прекумерна тежина и хемороиди, да се обидат со диета, да се нормализираат телесната тежина. Диета и тоа со диета која што треба да избегнува одредени типови на храна, што ги кажав претходно. Возраста над 50 години, па и да и не, сега и многу помлади, затоа што начинот на живот е таков да има многу седење на компјутери, седат на многу малце од нив, мада сега помладите нели одат по теретани, ама короната сега беше 2 години ни теретана ништо нема. Така да треба помеѓу да има физичка активност, седење неколку часови, после тоа да има пауза некоја, да има некаква физичка активност, со што би се подобрила васкуларизацијата и циркулацијата на целото тело. Препорачувате некои што имаат, да речеме, хемороиди, да седат на пернички, меки, дали тврдиот, да речеме, тврдата подлога може да предизвика проблем? Зависи. Најчести хемороиди ги имаат, најчесто имаат шофери, например, што возат на долги трансрути, некои што се, не знам, до Норвешка, ако вози до Германија. И цело време седи. Они имаат хемороиди многу често.
Хемороиди имаат жените затоа што крвните садови се по-нежни, по-грацилни, венските крвни садови. Да го искоментираме претераното напрегање при празнењето на цревата. Никои седат Значи, долго време на тоалетната школка и често се случува сите да одат со, не знам, со судоку, со телефони, со све по веце и таму се задржуваат во тоалет по 45 минути, по сат време. И за цело тоа време напнуваат, имаат обстипација од храната што ја јадат, од начинот на живот, пак ќе го кажам, значи се сведува околу исхраната и начинот на живот. Така да, значи, тоалетот треба да се отиде да се заврши работа и да се излезе у рок од 5-10 минути, а не да се седи 1 сат и цело време да се напнува. Тоа секако ќе излезе, не знам какво да е. Околината мора да пробие некој хемороид ако ти напнуваш 1 сат увеќе. Значи никако со телефон во Па тоалет. не е пожелно сега. Не може да забраниме, ама не е пожелно. Не забранувате, но ете препоракате ни на таков начин. Апсолутно. Столицата очигледно е голем ризик фактор. Треба да се внимава да се нема запек, да се нема и диарејата исто така прави проблем, затоа што има иритира со честите празнења, ги иритира слузокожата и иритира околината и хемороидите се воспалуваат. Значи првиот совет што го покрај она за намалување на телесната тежина, еден од советите што ги давате на пациентите со хемороиди да го променат начинот на исхрана и да се внесува храна со растителни влакна. Повеќе да има, вода доволно да се хидрираат, што е исто така многу битно, и да се внимава што се јаде. А омекнувачи на за да, сирупи за кои ја омекнуваат столицата? Може парафинско масло да се зема, најобично маслинов зејтин може да се зема по 1-2 лажици. Има сега смокви, сливи, што нема, суви преку целата година имате овошје доволно, компоти има тоа. Нашите стари што правеле биле паметни, тоа не се има тоа правено, па немале такви проблеми. Сега со водата се Била дека добро е навечер да се изеде една сува смоква, поради тие зрнца што се да се изеде и да се стави у фрижидер потопено, па са бајле да се изеде во смути да се стави. Има многу начини, само треба да се сака тоа да се прави. Тоа е сепак некаква обврска што треба да се заврши вечерта, потредента да се направи, да се испие, да се. А обично стално се трча негде и се реагира само кога ќе се јави болка или кога има ќе се јави проблемот, тогаш е ука-букаво и дури помина и после тоа се забори. Повторно се постара. А можат ли некои бактериски инфекции да се накалема? Да, може. Значи тука поминува фецесот, тоа е место кое што е прљаво. И да, може да се накалеми некоја инфекција, али пациентите хемороидите ги доживуваат како срамен преглед. Порано повеќе, сега и не толку, ама во секој случај не се чувствуваат пријатно на тој преглед. И најчесто се работи, одат кај матичните лекари и од врата кажуваат, мене ми е вака, ми е така, ми рекоа дека имам мајасил, ми рекоа дека имам хемороиди, или зема терапија од некој од фамилијата што земал, што знае дека има хемороиди, или од некој пријател што земал, или што правел он, па прави и он, така да самиот преглед е малце они го чувствуваат непријатно, они Како го чувствуваат. изгледа? Што вклучува? Па ништо страшно не е, ништо болно не е. На пациентите треба да им се објасни што ќе им се прави, да сватат дека ништо нема страшно да им се деси на тој преглед. Се соблекуваат до коленици и застануваат во една лакатно колена положба, значи на лакти и на коленици. И се гледа прво инспекција анусот, околината и после тоа дигиторектален со ракавица, со прстот се влегува во аналниот канал и се пипа. Значи тоа не е ништо нити срамно, нити страшно, нити болно. И тоа треба да се практикува секогаш кога ќе добие некој некаков проблем, да отиде и да го прегледа некој, не да каже мене ми е вака, мене ми е така, него треба да каже да се прегледа пациентот. Пошто се случува да пациент оди на лекар подолг период кај матичниот, ама не е прегледан или он не се слага или матичниот нема време или не знам како да кажам.
И често пати се пропушта и карцином на анус. Мислејќи дека се работи за хемороид, се третира со масти, со чепчиња, со такви продукти, некои не знам, на хербална база, на овие што се мелеми разноразни ставаат. И ќе дојдат кога ќе биде више напредната фаза, со многу големи крварења, со голем тумор, така да би требало да се кога ќе се појават такви проблеми, би требало да се отиде на преглед, на обичен преглед. Тоа не значи нити колоноскопија, нити аноскопија, ништо. Обичен преглед да се направи и да се види дали има место за понатамошни следувања или не. А кога предлагате да се направи аноскопија? И што аноскопија, е тоа? ако се да видиме ако има крварења чести. Например, пошто хемороидите може и малце да крварат, може и поинтензивно да крварат. Обично пациентот вика или на хартијата имам кога се бришам крв, црвена крв? Црвена крв, свежа. Значи од хемороид крварење е свежо црвено. Значи не е црно, нема коагулуми, не е ништо. Тоа е свежа црвена крв, баш црвена, жар црвена. Или вика на крајот на дефекацијата ми капнува во шолјата неколку капки крв. Меѓутоа, тоа може да биде и поинтензивно. Имаме пациенти кои ќе се јават со хемороиди со прилично голема анемија, значи негде хемоглобинот паѓа под 10, под 9, под 8 некогаш. Ама тоа се случаи кои што со години ги имаат хемороидите и кои што знаат дека ги имаат и они сами дома си се третираат со ова со оно и кога ќе заглават, тогаш се доаѓа кај нас. Значи, пожелно е да пациент кога ќе осети проблеми од тој тип, отиде кај матичниот да го прегледа, да направи преглед за хемороиди. Ако се обични хемороиди, се даваат масти, чепчиња, се има хигиено-диететски режим се поставува и така. Доколку има потреба од понатамошни следувања, се препраќа кај проктолог и проктологот си работи работата понатаму. Дали ќе се одлучи за аноскопија или ќе се одлучи за колоноскопија, интервенција, кој тип на интервенција, тоа е више одлука на хирургот. Кога ќе се слушне аноскопија, веднаш се помислува на она празнење на цревата комплетно со сироп. Тоа е за колоноскопија. Но тоа е колоноскопија. Да. За да се направи аноскопија потребно исто да се исчисти тој дел од цревото? Предоперативно во книгите пишува дека да потребна е со цел да не се пропушти нешто погоре, може да има и од погоре крварење некое и да се поклопат симптомите и да се пропушти нешто повисоко. Значи, во принцип, пред операција на хемороиди, класична, ласерска, било кој тип, сем аноскопијата обично се бара и колоноскопија. Сметате ли дека ке пациентите после 40-та година, доколку се јави крв во столицата, е подобро се направи една колоноскопија отколку само да се испита задниот дел од цревото? Па со обзир на тоа дека карциномот е многу чест, значи се после короната посебно луѓето не доаѓаа на прегледи, нели беа затворени дома и имаме многу пациенти кои што ама ја имам 2 години, ја година и пол ги имам симптомите. Значи, али во принцип да, треба после 40 година треба да се направи еднаш на неколку години преглед еден колоноскопски за да таму има многу симптоми кои што не се така манифестни, кои што се скриени, кои што пациентот ги толерира се до моментот кога ќе направи некој поголем проблем во смисол на илеус, на крварење, на некој голем проблем кој што ќе изискува поголема интервенција, така да исходот од таа интервенција може да биде и стома, носење и така. Значи, треба да се оди да не се бега од доктор, не сме толку страшни да се дојде во ординација и да се каже имам проблем со тоа и со тоа. Обичен преглед да се направи, а понатака ако има потреба, значи ќе се упати пациентот на понатамошни или испитување или некаква интервенција, само да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта, почитувани од овој момент. Добре дојдени си вашите прашања и ве заедно ќе учествуваме во креирањето на концептот на денешната емисија. Докторке, по третирањето на хемороидите има најразлични креми, потоа чепчиња за хемороиди. Така е. Колку треба да помине време за да се смират симптомите? Многу брзо тоа се смирува за неколку дена. Значи, интервенцијата е
малце непријатна за пациентот, затоа што постооперативно, ако се работи класично, најкласично, имаат хемостатски чеп од позади газата, кој што многу им смета на пациентите. И тоа 10 на 12, 24 сата стои, во зависност од тоа колку крвари за време на операција. Сега има инструменти кои што дозволуваат многу фини, културни, кратки интервенции кои што вршат работа. Кои се најчестите? Што се презема кога Па во зависност од тоа какви се хемороидите. Најбиве се вадат 3 хемороиди, значи мора да има као хемороидите се као детелина кои ќе ги видите на анусот, еден горе и на 5 и на 7 се. И ние у опис кој ќе видат пациентите што ја прашуваат 5-7, значи ние кажуваме на 12, на 5 и на 7 има хемороидални јазли со таква големина, се враќа, не се враќа хемороидалниот јазол и ако доколку се извадат цела слузница на цела циркумференција, ако се засече, тоаш може да дојде до стеноза на анусот. Према тоа се вадат 3, најчесто, 2 до 3, кои прават највише проблем, највише крвараат, има аденоридирана слузница, а после тоа во понатамошен акт, доколку има и спорадични измеѓу што се појавиле чворчиња, тогаш и тие се вадат. Има сега со ликашур, со ласер, тоа е многу убава метода, која што е брза за пациентот и е лесна, ден-два е у болница и си оди, така да ништо страшно нема. Постои ли ризик да се повтори проблемот по отстранувањето на удној хемороид што прави проблем, да се јави на истото место исто зголемување на крвниот Да, и ние кажуваме дека тоа не значи нема гаранција 100% дека нема да се јави. Не. Значи, кај тие луѓе обично и самиот венски систем е полабав, имат и варикозитети по нозете. Значи, тука генетиката има своја улога, апсолутно. Семејната историја е тука важна. И се ако се надополни на тоа од надворсите што се ризик фактори што ги користиме сите максимално, се појавува. Правите хируршка интервенција и на надворешните хемороиди? Да, како не. Што ако во нив се најде тромб и создаде Ако проблем? има тромб, тогаш пациентот има болки. И тоа вака не дава да го пипнете. Чим се пипне хемороидот, тој е многу болен, тврд е, модар. И тоа се прави само инцизија на слузницата и се вади тромбот. И со тоа интервенцијата е решена. Се подврзе тоа да нема крварење. И тоа е хитна интервенција која што на пациентот многу му леснува, меѓутоа тоа не е операција во смисол да се реши проблемот. Треба после тоа, доколку има и повеќе други хемороиди пациентот, да се направи интервенција која што треба прописна и да се среди да биде добар пациентот. Од што зависи дали во некој надворешен хемороид ќе се развие тромб или не? Треба некаква повреда на крвниот сад да се случи? Не, од седење може да биде, од некој, што знам, при возење точак, например, добиваат некогаш се воспалува. Најчесто од иритација надворешна. Како изгледаат на допир нормалните надворешни хемороиди? Како изгледа тој хемороид што е со тромб? Нормално нема хемороиди, може да има кожен набор на аналната регија или тоа е иначе меко, мазно, као леблебија, као зрно на што знам. Некој мало. Тврднато грудче? Значи, нормално не се тврди. Тврди се кој ќе се напунат со крв и кој ќе набубрат. Иначе е сјајно, мазно, некогаш доколку подолго време се излезени надвор, имаме денудирана слузницата е оштетена и може да имаме тука крварење, да се појавува крварење и пациентот да го вади од памет, ама ја крварам. Ама, пак ќе кажам, треба да се отиде на преглед, да се види што е тоа што му прави на пациентот проблем. Не усно да каже анамнестички јас имам вака и така, него треба да се сложи на преглед, да се направи преглед, да се даде терапија на која што се смируваат проблемите, нема проблеми. Дали минималните крварења од хемороидите може да доведе до анемија? Па минимални не, ама долготрајно и минимално може да доведе, да. Иначе акутно минимално крварење, акутно нема да даде анемија. Меѓутоа, ако тоа крваруцкање трае со месеци, тогаш да, може да доведе до анемија. Доколку пациентот има мали крварења, има анемија, но не е кандидат за операција, дали може би сепак
ќе се предложи хирургијата за решавање? Ниеден хирург не оди затоа што му е мерак во сала. Значи, ако има потреба на пациентот, ако се постави индикација кај пациентот дека треба да се оперира, тогаш хирургот лака во сала. Иначе, ниеден од нас нема да каже, немаш, сега не си за операција баш, ама и ќе те оперирам. Како реагираат пациентите кога ќе сватат дека треба да влизат во Ако им хируршка се сала за објасни све, не е проблем. Не е проблем? Не, ако им се објасни што ќе им правиш, како ќе правиш, колку ќе биде тука, ќе го боли, не го боли после операција, обично треба да се разговара и да му се објасни на пациентот што следи понатаму, пошто они не знаат што ги чека. Сепак за нив и влегување во сала, и анестезија, и аноскопија, ако му направиш. Сето тоа се прави во еден ден. Сериозно звучи. Каже ово, ама ако му кажете све и на крај ќе каже стварно не било. Немаат потоа проблем со седење, можат нормално да седат по хируршки Па првиот запад? ден, вториот не, ама после тоа да. После нема проблем. Имаме гледачи, Ајде. ги вклучиме во програма. Добар ден за првиот од нив. Добар ден Ало. за првиот гледач, добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Јас поздрав до докторката и до возителката. Благодарам. Имам едно прашање. Повелете. На анусот имам хемороиди, без на преглед тематичен. Имам некоја болка во, како да кажам, у зглобовите и на бутовите. И сега не знам тоа што е. Дали е поврзано се сомневате? Па ми приматичниот дев ме прегледа и ми кажа дека имам надворешни и внатрешни. Ама пошто не ми крварат, само ми се дуаат како чворчиња ми се створи надвор и внатрешни. Но сега веќе имате болка во долниот дел на стомагот, колку што ве На радува стомакот не, само на анусот имам болка. Само на анусот болка. Да, и на бутовите на ногтите. Аха, И добро. повеќе на левата страна. Во ред. И сега ви интересира што може да се преземе во вашиот случај, односно што треба да се направи, еден совет од докторката, повелете Значи, докторке. болката во аналната регија треба да се види што е и зошто и би имале болки. Ако тие хемороиди не се воспалени и не крварат од хемороидите, не верувам дека баш имате проблем во анусот, да нема некој друг проблем што ви прави болка, посебно во горните делови на нозете, во над коленицата, нема зошто да ве болат хемороиди. Значи, да ве види некој проктолог, абдоминален хирург, да види зошто тоа со анусот имате болка, да не имате фисура некоја на анусот, има многу проблеми во анусот кои што може да постојат. Имате некоја рагада, може да сте имале тврда столица, па е пукната слузницата и тоа боли. А не мора да се врзува за хемороидите. Треба да ве види некој за да ви каже точно за што се работи. Уште Не еден мора сето да биде тоа врзано за операција за хирургија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и водителката. Благодарам. Сакам да прашам едно прашање до докторката. Видена сум на преглед, на колоноскопски преглед кај гастролог. Ало? Така, ве слушаме, да. Дека сте на... Почесто крварам и гастрологов мене ми рече дека јас немам проблем со дебелото црево, имам некоја фисура што ми прскат крв. И према тоа, често пати вака нон-стоп крварам и слабет крвта. Дали некој совет од докторката сакам да ми Што може да се направи? А колку време имате фисура? А колку време ја имате фисурата? Јас пред 6 години направив колоноскопски преглед и гастрологот ми рече од 5 до 6 години гајле немате. И во летово направив повторно преглед. И тој ми рече дека немате ништо страшно, само имате некоја фисура што прска крв. И према тоа ми слаби многу А крвта. дали фисурата ја имавте и пред 6 години? Молам? Дали фисура имавте и пред 6 години? И тогаш има фисура, да. Значи, вие треба да отидете... Така, добро. Во ред ви Треба благодарам да за ве вклучувањето, види повелете. лекар, затоа што тоа е више хронична фистула, фисура која што е болна и треба да се реши затоа што и најверојатно ќе треба малце една интервенција да се направи за да
ви се реши фисурата, иначе таа сега е више калозитет има створено и тоа тешко дека спонтано ќе ви зарасте. Тоа треба да ве види некој абдоминален хирург и да се реши таа фисура, пошто 6 години вие да ја чувате фисурата е долг период. До сега таа требало да ја решите. Таа само ќе станува може потврда, поригидна, повеќе ќе ве боли, повеќе ќе крвари. За 6 години до сега сте требале да ја решите. Како изгледа фисурата? Пукнатина е тоа на Пукнатина? слузницата која што боли. Се тука може да се накалемат инфекции од столица, може и таа е стварно болна и тоа пациентите со тоа имаат стварно големи проблеми. Вика во мозок како струен удар доживувам. Тоа е Сигурно е проблематично се посебно празнат кога се цревата. празнат цревата, да, кој е обстипација некоја ако повише напне, тоа ќе се рашири, па пак ќе прсне слузницата и тоа треба да се реши. Многу лица ги мешат овие работи, имат фисура, па велат проблем Затоа со викам треба да ја хемороиди, затоа отидат, треба преглед да се направи. прегледа и да се види за што се работи, дали е некоја фистула, дали е фисура некоја, дали е хемороид, каков хемороид е, воспален, Споменавте невоспален. фистула. Што е пак сега тоа? Значи има повеќе Тоа болести е на канал, аналниот да, отвор. еден кој што може да има прљава содржина на вешо, да остава сукрвичава содржина и чим видат нешто такво, пациентите одма си врзуваат, ја имам хемороиди и готово. Затоа викам да се отиде не само анамнестички да се каже Така. мене ми е така и така и така, него повелете да ве видиме. Но обично на своја рака потоа ќе се земат и креми за хемороиди, Значи така има работи што кремите ќе ги перезистира завршат, ама има проблемот. работи што нема да ги завршат. Уште еден гледач ке вклучиме. Ајде. Добар ден. Добар ден. Во програма сте повелете. Се поздрав прво до докторката и до водителката. Ви благодарам. На возраст сум од 69 години. До сега не сум имал проблем со хемороиди, едино со тврда столица и тоа во, да речеме, последни 5-6 месеца. Меѓутоа, во ноември ми се случи да имам крварење и тоа во еден ден 3 пати крварев со чиста, бистра крв, како што рече докторката. Се јавив кај матичниот лекар, тој ми даде некои лекови, пиев линекс и така нешто. Крварењето ми се стопира. Во септември пак ми се јави уште еден случај, пак бистра крв. Пиев епомисан ми дадоа. Немам сега никакво крварење, меѓутоа имам проблем со гасове, имам доста и кога идам у ВЦ, пошто имам со простатата, јас седам на шолјата и испустам газ и ми се јавува значи една лигава течност. Во почетокот, значи не е пролив тоа. Така, имате слуз, ве разбравме. Значи имате проблем, сте имале неколку пати крварења, тврда столица и имате слуз. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате, каков преглед е Се потребно да јави се кај направи? абдоминален хирург и да се направи една колоноскопија. Значи сите што имаат вакви долготрени проблеми, всушност и не треба Значи, да биде нема долготрени. долготраен проблем. Он 6 има месеци, нормална ако не се столица и лажам. од 6 месеци ги има овие проблеми. 6 месеци кај повозрастен човек е период кој што, ако пред тоа било Не е се краток. во ред, не е краток и не е нешто што би можело, ако е физиолошки некоја обстипација, тоа би поминало до тогаш. А слуз и крв и болка треба да се направи колоноскопија. Една колоноскопија. Сосема на крај на денешната Тилма амбуланта ви ве прашала нешто околу превенцијата на хемороидите. Има ли начин да се превенира овој проблем? Прво да се вежба. Второ да се пешачи, да се движиш. Трето да се пази што се јаде, да се намали тежина и да има добар хигиено-диететски режим, значи тоалета добра, да не се инсистира на некои сапуни, на некои, не знам, обично после одењето во ВЦ. Најдобро е да се измиете, па после тоа да се стави меко, тоа не треба тамо ништо грубо да се работи у таа регија. Да се истапка тоа и да
се внимава. Значи многу е важно и на начинот на кој што се Да, врши не треба, посебно ако се тоалетата. хемороидите излезени, да се трља со пешкир, да се тоа, тамо ништо таква работа. Значи вода и тапкање, како што Вода и споменавте. тапкање и некој благ сапун. Благ. Имам уште еден гледач и Ајде, нема проблем. можно да се вклучи во денешната емисија. Добар ден, Ало, добар ден. повелете. Дали сум во емисија? Да, ве слушаме. Повелете, кој е Овака, вашето јас сум- прашање? Вака, јас сум од повозрастните негде околу 70 години, имам подолг период хемероиди, што управил 2 колоноскопии до сега. Добри се, башки докторката там, Златко каза дека докторот не е битно. Сега имам хемероиди излегуват. Сега дали се во 3-4 стадиум, не знам. Сега ми се јавува крварење многу поретко, да речеме на 2 месеца, 3 не е битно, кога ќе се пособери поголема количина и испаѓат често. Скоро на столица имам редовна, секоја ден 1-2 пати. Сега, која е препораката за интервенција? Знам дека мора интервенција, когаш тогаш. Ако Така, сакам да... Дали што поскоро би било подобро во вашиот случај? Ви благодарам за вклучувањето во програма, кога некој докторке постојано го има овој проблем. Што советувате? Значи, за тоа кажав, зависи кој степен се треба да отиде на преглед, да кажат кој степен се, и абдоминал хирург што ќе го прегледува, ќе ми каже да, ти си за операција, значи постои индикација за операција или не е за индикација. Кој степен треба да бидат? Четврти. Трети, четврти. Тоа значи кога излегуваат, или тешко да се враќаат назад, или воопшто да не се враќаат. А доколку се враќаат и крварат, интензивно е, Значи, на 2 тоа месеца е тоа сега им... се вака муабет. Ама Секој приказ треба да се индивидуално, прегледа, така. да. Секој пациент има различен интензитет на проблем, различен интензитет на болка, на нелагодност. Ја не можам да живеам со ова, вика некој си има излојзени, денудирани, вака. Не ми смета, ја тоа така ќе си терам. Затоа секој човек си е посебна приказка. Треба да се отиде до амбуланта, да се прегледа пациентот и да се договори со хирургот. Хирургот ќе му даде опции, треба да се направи ова и ова, може ова и ова не може. Ќе помогне физичката активност и пешачењето кај лицата што веќе имаат Ќе помогне. хемороиди да се Ќе помогне. подповлечат? Ќе помогне. Значи физичката активност е добри за превенција Тоа и не како треба дел од на третманот. вратило да се вежба, мислам, не знам да Јасно, видам да. пут. Значи треба да се движат, да не се уседени, треба да се раздвижат, да се раздвижи ногата, што викаат старите, крвта да се размрда во организмот. И значи, од старите луѓе многу работи може да се слушнат паметни, што правеле они порано и теа, истото тоа у најновите книги го пишува тоа. Значи не може да се седи цел ден 24 сата, да се јаде фаст фуд, да се пие кока-кола и тоа и да бидеш здрав. Тоа е малце тешко. Уште еден гледач Ајде. ќе добие можност да постави прашање. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната телма амбуланта. Очекуваме да го слушнеме неговото прашање. Еве, слушаме некаква активност. Добар ден. Мислам дека не успеа да се вклучи. Ова беше последната можност за гледачот да се вклучи во денешната емисија. За жал не успеа во тоа, но ете, докторка, ќе ни бидете повторно гостинка во некој од следните Секое изданија време. на емисијата, па ќе може да се постават и тогаш прашања, се Само надевам едно на оваа нешто да тема. кажам на крај. Значи, не ги оставајте хемороидите. Србите имаат една поговорка која вика хемороиди се дим ватра која негде гори. Доколку е тоа акутно, доколку трае долго време, направете чисто контролна една колоноскопија, анаскопија, било што да се види во каква состојба е тој завршен дел на ректумот и да не се пропушти нешто што требало да се види пред неколку месеци. Значи, советот во денешната емисија е преглед. Преглед, апсолутно преглед. Никогаш сами да не си поставуваме диагноза, Сами секогаш не, да појдеме посебно на не лекар. комшијата има исто, братучетката има исто, тетката има исто. На преглед да кажете што вие и да ве прегледаат. Не само анамнеза да се зема, него да инсистирате на преглед. Да се инсистира на преглед. Така. Тоа беше поентата во денешната емисија. Ви благодарам многу за гостувањето Да. во Телма амбуланта. Се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно во студиото на Телма. Се надев. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание. Имате пријатен ден.